Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме омлет со сладки црвени пиперки. Омлетот обично е непланирано јадење кое го правите на брзина кога сте многу гладни и не знаете што да сготвите. Но, постојат многу начини да се подготви овој класичен едноставен ручек и еве една идеја како да го направите поинаков. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 3 големи цели печени црвени пиперки, 6 јајца, 100 мл млеко, макдонос за гарнир, сол и бибер и маслиново масло. Исечкајте ги црвените пиперки на тенки ленти. Овде користиме однапред подготвени сладки црвени пиперки кои се лесни за сечкање, но можете и сами да ги испечете и излупите пиперките. За овој рецепт ќе бидат доволни 1,5 голема пиперка по човек. Во длабока чинија ставете 3 јајца заедно со 50 мл млеко, сол и бибер и изматете. Стопете путер во тава и намачкајте го дното, а потоа сипете смесата со јајцата на среден оган. Не сакаме омлетот да се испржи пребргу, па затоа бидете трпеливи и контролирајте ја температурата. Расфрлајте ги пиперките низ целиот омлет додека се пржи. Продолжете да го пржите омлетот на среден оган. Ова е едноставен рецепт, но изненадувачки е како и едноставните рецепти можат да тргнат сосема наопаку ако не внимавате. Откако омлетот скоро целосно ќе се испржи во средината, превртете го за да ја завршите подготовката. Време е за сервирање. Едноставно ставете го омлетот на чинија. Прелите го со маслиново масло и украсете го со свежо сечкан макдонос. Ова е толку едноставен, но вкусен начин да се ужива во сладки црвени пиперки заедно со омлет. Како гарнир можете да ставите и босилек наместо макдонос. Или пак да ставите рендано сирење внатре во омлетот. Дури ни доаѓа да го попрскаме готовото јадење со мед. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!